Српските медиуми ја пофалија Македонија, ефтина туристичка дестинација. Силјановска, жените да се борат за највисоките позиции. Европската унија реагира на одлуките на Трамп. Трамп, поддршката за Украина има своја цена. Загадувањето на воздухот го намалува вниманието кај луѓето. Југо, незаборавен символ на Балканот. Во време кога патувањето стана скап луксус, српските медиуми ја препознаа Македонија како една од најисплатливите дестинации. Посебно се издвојува Охрид, кој со своето прекрасно езеро, историски знаменитости и достапни цени нуди идеална можност за одмор без големи трошоци. Според српскиот портал Б92, туристите можат да најдат сместување и храна по многу ниски цени, а гостопримливите домаќини само го збогатуваат искуството. Македонија се најде на листата на најевтини дестинации за србите, заедно со Албанија, Црна Гора и Романија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека жените треба да се стремат кон највисоките позиции во државата. Според неа, важно е да се надмине традиционалната поделба на улоги и да се создадат услови за вистинска родова еднаквост. Таа нагласи дека во политиката, како и во другите општествени сфери, жените треба да имаат подеднакви можности и да бидат охрабрени да се вклучат во процесите на одлучување. Според неа, само така ќе се постигне праведно и демократско општество. Силјановска-Давкова укажа дека жените често се соочуваат со пречки во кариерата, но дека со силна волја и поддршка од општеството тие можат да ги надминат. Таа ја повика јавноста да ја поддржи идејата за поголема женска застапеност на клучните места, нагласувајќи дека тоа не е само прашање на родова еднаквост, туку и на општествен напредок. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека Европската унија нема да остане пасивна на одлуката на САД да воведат царини од 25% на увозот на челик. Таа изрази длабока загриженост и објасни дека Европската унија ќе преземе мерки за да ги заштити своите економски интереси, работниците и потрошувачите. Фон дер Лајен додаде дека оваа одлука е неприфатлива и дека унијата ќе реагира соодветно, бидејќи новите царини сериозно ќе влијаат на трговијата и индустријата во Европа. Тие ќе се трудат да најдат праведен и заеднички приод кој ќе го обезбеди економскиот просперитет на сите држави членки. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека поддршката на САД за Украина има цена и дека Вашингтон треба да добие дел од природните ресурси на Украина, вредни $500 милиарди, како компензација за стотиците милиарди долари потрошени за помош на Киев во спротивставувањето на руската инвазија. Трамп нагласи дека САД не можат да продолжат да вложуваат без да добијат нешто во возврат. Украина има значајни резерви на минерали и природни ресурси, од кои многу се под руска контрола. Председателот Зеленски го поддржа овој предлог, посочувајќи дека САД, како најголем поддржувач на Украина, треба да имаат корист од овие ресурси. Оваа идеја е дел од планот за победа на Украина и постигнување праведен мир со Русија. Вистина е дека новото истражување покажува дека загадувањето на воздухот има значително влијание врз нашите когнитивни способности. Според наодите од студијата, изложеноста на загадениот воздух го намалува вниманието и способноста за препознавање на емоции, што директно влијае на нашето секојдневно функционирање и здравје. Вистина е дека ова откритие открива сериозни последици по психолошкото и когнитивното здравје на луѓето, бидејќи тие се покажале како послаби во тестови кои се однесуваат на препознавање на емоции на лица во различни ситуации. Вистина е дека загадувањето на воздухот, како што се чадот од издувни гасови и други токсични честички, има долгогодишно негативно влијание на здравјето. А новото истражување покажува дека тоа исто така влијае и на менталната функционалност на луѓето. Вистина е дека резултатите од ова истражување истакнуваат важноста на намалувањето на загадувањето и започнувањето со повеќе активности за подобрување на квалитетот на воздухот, за да се заштитат не само физичкото, туку и менталното здравје на луѓето. Вистина е дека загадувањето на воздухот не само што ги нарушува нашите физички функции, туку сега се покажало дека и нашата психа е сериозно погодена. Истражувањата го потврдуваат влијанието на замаглениот воздух врз способноста за донесување одлуки, меморија и емоционална интелигенција. Проблемите со концентрацијата и слабата способност за препознавање на емоции може да доведат до поголеми потешкоти во меѓучовечките односи и професионалната продуктивност. Вистина е дека овие резултати предизвикуваат загриженост, особено во големите урбани области каде загадувањето на воздухот е на високо ниво.
Тие што живеат во такви услови може да се соочат со психолошки и когнитивни проблеми, кои може да ги влошат и веќе постоечките ментални состојби, како што се анксиозност и депресија. Проблемите со психолошкото здравје се дополнително комплицирани ако се земат предвид факторите како сиромаштија и стрес, кои исто така влијаат на квалитетот на животот. Вистина е дека ова истражување ја нагласува потребата од итна акција за намалување на загадувањето на воздухот, не само за заштита на нашето физичко здравје, туку и за менталната благосостојба на поединците. Здравиот воздух е важен не само за нашето тело, туку и за одржување на психолошката стабилност и емоционалната благосостојба на општеството во целина. Образованието и подигнувањето на свеста за опасностите од загадувањето треба да станат приоритетни цели на владите и заедниците ширум светот. Купи Југо, не трае дуго, е една од шегите што ја обележаа историјата на некогашниот југословенски автомобил. Модифицираната верзија на Fiat 127, произведена од Застава, стана позната не само по својата репутација како еден од најлошите автомобили, туку и како културен феномен и ѕвезда на холивудските филмови. Роден во поранешна Југославија, Југо останува символ на едно време и држава која повеќе не постои. Културниот научник Питер Шиц го опишува како комунистичкиот еквивалент на Volkswagen, автомобил кој ги обединил сите 6 републики на Југославија, кои заедно работеле на неговото создавање. Иако денес изгледа прилично спартански, Југо е автомобил кој останал запаметен за својата специјална опрема, која вклучувала грејач на задното стакло за загревање на рацете при туркање на автомобилот. Неговата едноставност и мала цена не спречиле да стане ѕвезда на холивудските филмови и да биде продаден во 74 земји, вклучувајќи ги и Соединетите американски држави. Комунистичкиот автомобил беше толку популарен во Америка што дури и Роналд Реган го поседувал. Иако американците го изгласале за најлош автомобил на милениумот, Југо остана незаборавен и популарен, продаден во дури 40.000 примероци само во првата година на продажба. Српските медиуми ја пофалија Македонија, ефтина туристичка дестинација. Силјановска, жените да се борат за највисоките позиции. Европската унија реагира на одлуките на Трамп. Трамп, поддршката за Украина има своја цена. Загадувањето на воздухот го намалува вниманието кај луѓето. Југо, незаборавен символ на Балканот.